за да го започнеме разговорот, ќе споделам една анегдота. Ете, Јангел ја знае, бидејќи се познаваме и приватно. Значи, анегдотата започнува на еден семинар за медитација во Маврово и странскиот учител, некаде од далечниот исток, нели, пред да го започне семинарот, тука се собрани 40-50 луѓе кои дошле да учат за медитација, и тој ги прашува: зошто сте денес тука? И тие му даваат некои, да речеме, очекувани одговори. Не знам, да се запознам себе си подобро, да научам повеќе за медитацијата, за духовните техники. И тој им вели: па добро, што ќе ви е медитација кога имате православие? Така што, за да биде појасен разговорот, би сакал прво да ги објасниме тие термини во називот на православниот богословски факултет Свети Климент Охридски. Што значи православен, што значи богословие и зошто го носи името на Светиот Климент Охридски. Отец, повелете. Прво, благодарам многу за поканата да учествуваме во подкастов. Многу ми се допаѓа и топло поздравувам иницијативата ваша и на другите вклучени во овој проект, да на овој начин се популаризираат факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Со оглед на тоа дека е потребно, нели, сега го имаме тој императив на конкурентноста, така што многу е добро не само зборам од перспектива на Богословскиот факултет, туку и на сите останати членки на универзитетот, дали придружни, дали редовни. Така што секоја чест за ова што го правите, како студенти зборам, значи не е нешто што е иницијатива од нашава страна, од професорската страна, туку иницијатива од страна на студентите. И иницијативноста сама како таква, сама по себе е нешто што мене многу ме лично ми импонира и ми остава фантастичен впечаток. Заради тоа што човек не може да работи наука, не може да се занимава со наука, не може да студира, не може да биде дел од таа заедница наречена универзитет доколку нема иницијатива. Јас ќе одговорам на вашето прашање, но веќе ми се отворија неколку насоки вака воведни во кои што би зборувал врз основа на ова што го кажав. Што е универзитет? Тоа е едно основно прашање. Поставите прашање што е богословски, што е факултет, а што е универзитет? И го спомнавме зборот, јас го допрев тој, јас спомнав иницијативноста како една од карактеристиките на универзитетот, значи општо зборуваме за самиот универзитет како таков. Многу малку луѓе знаат дека универзитетот како институција се јавува во средновековието. Зборувам во форматот на универзитет. Ние имаме високи школи, да речеме, на истокот, во Византија и така натаму. Но универзитет како структура се јавува во западното средновековие и потоа континуирано се развива до овој стадиум кој што го затекнуваме и во кој што учествуваме денеска. Универзитетот е заедница на учениците и учителите. Буквално тоа е називот на универзитет. Кога ние кажуваме универзитет значи заедница, заедништво. Заедништво на кого? На оние кои што учат и на оние кои што поучуваат. Средновековниот универзитет бил направен според образецот на тогашните гилди, на оние кои што имале различни вештини, способности, занаечиите и така натаму. Занаетот на тие што биле дел од универзитетот била наука. И како што луѓе пристапувале кон различните занаетчиски групи, така пристапувале кон универзитетот. И во тоа била потребна креативност, била потребна иницијативност за која што нели ја спомнавме. И многу е битно дека под зборот за наетчиство што јас го употребив сега, всушност е превод на зборот арс, кој што не е доволен. Арс е основа за арт, за уметност.
Кога зборуваме за 7 слободни уметности, тие се вештини истовремено и занаети истовремено. Значи можеме зборот арс да го преведеме со сите овие збори. Додека скиентија или сциенција, зависи на кој начин го читаме латинскиот израз, е веќе наука. Таа говори за начелата и за принципите на оние нешта кои што ние ги учиме како вештини, како занаети, како уметности. И многу интересно е од таа перспектива да се погледне универзитетот. Универзитетот, особено во неговата историја, средновековниот универзитет, чија што носечка сфера и носечки факултет на тој универзитет бил теолошкиот факултет. Значи, заради тоа се навраќам назад во средновековието, на корените на институцијата која што денес именуваме како универзитет, именуваме уште од тогаш, дека теологијата, а исто така и философијата биле основни науки, основни скиенти од тоа време. Ние денеска живееме во едно друго време, во времето после просветителството, во времето после она поделба меѓу философијата и теологијата, поделба меѓу философијата и науката, го имаме научниот метод од една страна, од друга страна имаме философијата или философските методи. Науката денеска е многу фрагментирана. Ние денеска што е идеалот во денешното обучување, научно обучување, тој човек да се специализира во некоја област и да стане експерт. Идеалот на средновековниот универзитетски човек било да се биде полихистор, да се биде комплетен интелектуален, реализиран профил на личност. Тоа се многу интересни теми во кои што можеме да се задлабочиме. Знам дека немаме толку многу време, но сакам точно во овој контекст да го поставам прашањето за местото на теолошкиот факултет во универзитетот, покажувајќи на тоа дека присуството на еден теолошки факултет во институцијата именувана како универзитет воопшто не е нешто ново, ниту соблазнително, ниту чудно, ниту необично, е нешто што го има од самиот почеток на постоењето на институцијата универзитет. Теолошкиот факултет, сега веќе пристигаме во нашето време, во кое што живееме, или Богословскиот, православниот Богословски факултет, е членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, придружна членка, која што целосно ги имплементира сите стандарди, зборуваме за ЕКТС систем, зборуваме значи за сите нешта, ги имплементира сите стандарди на тоа што значи да се биде еден факултет денеска, со оглед на закон за високо образование и така натаму. Дипломата која што добиваат студентите од нашиот факултет е диплома која што е валидна секаде, универзитетска диплома, и во ништо не заостанува зад дипломите на другите факултети, вклучително и другите универзитети во Македонија. Така што сведоци сме на едно, би го нарекол, реинтегрирање, враќање на теологијата во просторот кој што и е органски, неизин, собствен. Пред неколку дена го празнувавме празникот на Свети Кирил и Методи. Ако се тргнеме од било која, нели, од било кој, како да го наречам, идеолошки контекст, нели, либерално-конзервативно, левичарско, десничарско и така натаму, ако ги видиме просто историските реалии, ние ќе видиме дека Свети Кирил и Методи се оние корени, темели на нашата наука, на нашата писменост, истовремено тоа се луѓе кои што биле црковни луѓе, биле монаси. Исто е со Свети Климент, со Свети Наум Охридски. Значи, ние имаме на фантастична историја на синтеза меѓу духовното и интелектуалното во овие личности кои што се патрони на не само на нашиот универзитет, туку на нашата наука. И секое противпоставување на од една страна, особено на православното христијанство како такво, и
универзитетот како институција во која што се стекнуваме со научни познавања е неприродно. Неприродно затоа предание од кое што сме дел и од кое што немаме зошто да се оддалечуваме и да бегаме. Тие се синтетизирани, тие функционираат заедно, тие не си противречат едно на друго. Кога реков да ги тргнеме на страна тие идеолошки поделби, ако ние се обидеме да го редуцираме универзитетската или црковната стварност до некакви идеолошки поделби, тогаш можеме многу лесно да ги определиме половите, да кажеме може ова, другото не може, или обрат. Но ако се свртиме кон сопствената интелектуална и црковна историја, ние ќе видиме дека од такво идеолошко противпоставување на овие две нешта нема ниту трага во нашето сопствено минато и нема потреба да има трага ни понатаму. Тоа што тие можат непречено да функционираат синтетизирано едно со друго. Долг беше овој одговор да стасаме до темата за православен и за богословски. Должам одговори за она првично, спомнување на духовноста, на спиритуалноста, медитацијата. Тоа е голема тема сама за себе. Да. И е тема која што се однесува на разликата меѓу православното христијанство, или ако сега да може да кажеме, ајде да ја воопштиме малку, разликата меѓу религијата и спиритуалноста. Тоа што тоа се две различни категории. Спиритуалноста како таква е еден пристап кој што бара некаков ефект сега и тука во овој живот, во овој свет. Зошто оди човек на некоја медитација или на нешто за да се опушти, за да се ослободи од стресот, за да нешто. Тоа е средство за да постигнеш нешто друго. Да. Во практикувањето на верата не е средство, туку е цел. И тоа се две многу различни работи. Тоа што особено во христијанското разбирање на религијата и на верата и на Бога, целта на религиозниот живот е богопознанието. Да ги познаеш причините, начелата, принципите на постоењето на светот и најмногу од се смислата на светот. Значи, кога зборувам причините и така натаму, зборувам и за смислата. Во старогрчкиот јазик е тоа многу интересно, заради тоа што тие зборови се испреплетуваат едно со друго. Ние користиме десетина зборови за да искажеме еден збор кој што го има таму. Но старогрчкиот јазик е еден од предметите кои што се изучуваат кај нас, исто со црковнословенскиот се изучува. Имаме и курс по англиски јазик во прва и во втора година. Има опционално изучување на староеврејскиот јазик и за тоа може да збориме понатаму, значи за јазиците, верувам ќе се, нели за предметите на факултетот можеме да отвориме понатаму темата. Тука е фино да запрам со мојот монолог, па да одиме со следни прашања. Не, да, ова е можеби после машински факултет, ова е најдолги од воето. И таму имавме. Ама да, мислам дека многу основи, да речеме, за разговорот поставивме, тука можеме да тргнеме во многу различни насоки, но јас би сакал да го прашам Ангел прво. Зошто ти се одлучи за студирање на Богословскиот факултет? Конкретно ова прашање ми е често поставувано, затоа што пред се да се студира на теолошкиот факултет е прилично необично. Конкретно за себе ќе кажам дека да студирам, да учам, токму теологија, богословија, се одлучив дури од пето одделение, основно, каде подосна во средно се запиша во богословијата, кој што чинам дека малкумина ја познаваат. Таму завршив средно богословско 5 години и подосна се запишав на Богословскиот факултет, моментално сум 4-та година. Поривот за да се запознае Бога не само чисто од она просто одење на служби кои што се органски дел нели од познавањето на Бога, а ме така како да кажам ми даде поттик
за да ја го изучувам она што Бог ни го дал нам. Ни го дал преку апостолите, преку отците, до ден денес. Токму на нашиот факултет се изучуваат најразличните богати предмети, кои што чинам дури во 4 години малку е се да се изучи и малку ќе биде се да се допре секоја тема, но мислам дека токму Богословскиот факултет може да пружи доволно за човекот да се запознае во што веруваме, како веруваме и каде можеме да се насочиме во целиот живот. Како предуслов, нели, за запишување на факултетот кај нас е задолжително да се добие благослов од надлежниот архиерей, од надлежниот владика. И тука тоа е многу интересно, многу ми напрашуваат зошто е сето тоа, како. Една проста причина можам да ја наведам, дека тоа е многу добро за да се запознае самиот кандидат, студент со епископот, воедно да се запознаат. И второто нешто е тоа што самиот благослов на еден начин епископот го планира веќе во иднина самиот кандидат да го вклучи, нели, во мисијата на црквата. Така да би можел да кажам дека за себе зашто сум тргнал на овој пат е токму тоа да дојдам до она што претходно отец Милан го спомна, до тоа богопознание кое што на еден начин тргнува од факултетските клупи, но продолжува низ целиот живот. Да, ете, спомна еден многу интересен сегмент од нели пристапувањето на Богословскиот факултет, нели благословот од надлежниот архиерей. Она што е, например, за мене интересно е тоа што надвор од црквата, да речеме, во некои други структури, се повеќе се тежне кон тоа, нели, таа некоја хиерархија да биде, да речеме, да биде посуптилна, да нема цврсти позиции, да речеме, и така натаму. Како се чувствуваш ти како еден млад човек кој живе во ова време кое има таква атмосфера, како се чувствуваш и како ја разбираш хиерархијата внатре во црквата? Многу е просто, тоа мора едноставно да ги разбираме нештата. Ние за една држава да функционира, мора да има поставеност. И ние мора да ја почитуваме, ги почитуваме сите закони, ги почитуваме сите правила и норми. Единствено така можеме да растеме. Сега, во нашето црковно сознавање, архиерејот е главата на една епархија, која што заедно со свештенството, заедно со народот, одат, ја служат литургијата и одат кон тоа богопознание. И за нас не е ништо чудно да имаме однос нормален кон оние кои што се надредени, затоа што сите сме едно. И целта на свештеникот и на епископот и на јаконот, воедно и на самите мирјани, е личното спасение. А воедно преку тоа лично спасение и заедничкото, соборно спасение. Така да за нас не е ништо чудно ниту спорно. Еве, моментално имаме отец пред нас и гледате не собрана маса. Се собравме сите. Значи ние можеме да оствариме личностен контакт. И тоа не треба да буди стереотипи кај нас дека ама тоа е владика или не знам. Да, тоа е владика, ама тој е човек. Кој што ние треба да седнеме, да влеземе во диалог, да се запознаеме кои сме и на таков начин се прекршуваат тие стереотипи. Едноставно саќаме дека нема разлика. И тој е човек, и ние сме човек, сите заедно, и тој само ја носи одговорноста за целата црква. Сите ние другите сме помагатели во тоа. Така да една ни е задачата, една ни е целта. Да.
ова прашање може и двајцата да го одговорите. Таа хиерархија е случајна или е врз основа или е воспоставена врз основа на нешто? Хиерархија имаме секаде. Секаде постои некаков вид на хиерархиска поставеност. Постојат различни хиерархии, различни поставености. Некои кои што се повеќе вертикално поставени, некои се Дали ме разбирате? Значи, во секоја релација постои некаква хиерархичност. И во секоја институција постои некаква хиерархичност, некаков поредок. Не треба да се мешаат и да се изедначуваат световното разбирање на хиерархијата и црковното разбирање на хиерархијата. Има едно основно кажување кое што е темел на христијанското разбирање на хиерархијата, кажување во Светото писмо, каде што се вели оној кој што е прв треба да им служи на сите. И има една убава сцена од Евангелието каде што Христос доаѓа и ги мие нозете на учениците, им остава аманет и тие да постапуваат така. Во световните хиерархии ние тоа го немаме секогаш, барем она што е вообичаено природно разбирање на хиерархијата е дека оној што е горе, тој командува, а другите му ги перат нозете на него. Так. Во христијанското разбирање, идеалот кој што стои пред нас е обратниот идеал. И тоа е многу интересно, особено кога ќе видите примери кога таа хиерархија функционира и каде таа действува. Кога хиерархијата на таков начин ќе се постави, тоа ќе се види дека честа истовремено е служба. И колку поголема, повисоко место некој има во хиерархијата, толку поголема обврска има да им служи на останатите. Во таа смисла, хиерархијата не е нешто што пречи или ја го застанува наспроти слободната природа на заедницата на верните која што ја викаме црква, туку всушност ја изградува како таква. Самиот Богословски факултет, нели, го спомна Ангел тоа со благословот од надлежниот епархиски архиерей. Тоа е така заради тоа што основач на Богословскиот факултет е Македонската православна црква Охридска архиепископија. И како основач, таа го задржува правото да има да врши одреден мониторинг врз работата на факултетот, вклучително и врз, нели, како се нарекува сега, политиката на запишување. Так. Нели, како таа, нели, како сето тоа функционира. Тоа не треба да се разбере, ако се прашувам јас, како некое просто одобрување или некаков документ, туку навистина буквално според зборот благослов за некого да може да учествува во она што го правиме на Богословскиот факултет. Да, и тоа е на некој начин и приемен испит, да речем. Ние имаме приемен испит, Така. на кој што ги проверуваме способностите и претходните знаења, Така. и подготвеноста на кандидатот да студира на факултетот. Сме имале многу кандидати, значи за тој да кандидира треба да има благослов. Ама ние како комисија можеме да го одбиеме. Доколку тој не е подготвен. Значи благословот е просто еден акт кој што кажува што се однесува до епархијата, нели, до црковниот начин, до црковната димензија на живењето, овој кандидат е подготвен. Што се однесува до интелектуалните и други способности и можности, мотивација, подготвеност и така натаму на кандидатот, тоа веќе го прави комисијата за упис. Така. Во ред, би сакал да се вратам на оно што го кажавте претходно дека честа е всушност служба.
Тоа значи дека, на пример, на замислените скали, некои хиерархиски, колку повеќе се искачуваме повисоко, толку е поголема нашата одговорност кон другите. Толку поголема е нашата служба и нашата жртва кон другите. Дали го разбирам правилно или? Да. И тоа е еден образец кој што ние го имаме, дури ако сакате, јас не избрзав да кажам преска дека световната поставеност на хиерархијата е секогаш поинаква, знае да биде од, како да кажам, од начинот на кој што постои човечката природа, знае да произлезе таа потреба другите да ми служат на мен. Нели? Но ние ќе видиме дека во многу примери од европската култура на управување и раководење, дека во многу контексти, во световен контекст се преземени точно овие образци кои што за прв пат се јавуваат во Евангелието. Образецот дека оној што е прв треба да им служи на другите, за прв пат се јавува во контекст на Евангелието. Не тоа што вие ќе се вратите во антиката и така натаму, ама секогаш власта била хиерархијата била поставена на оној начин на кој што дури во контекст на, сакате да се вратиме во античката, во старогрчката, во атинската демократија. Да, демократија, ние цело време збориме атинска демократија, ама демократија која што имала робови, демократија во која што жени не можеле да земат учество во јавниот живот. Чекате, не е тоа толку светкаво и светло и така натаму. Христијанството е она што застанува против робовладетелството. Христијанството е она што ги третира сите луѓе како луѓе независно од тоа дали се мажи, дали се жени, дали припаѓаат на еден, друг или трет општествен слој. Значи тоа е нешто што стои внатре во самото христијанство како вероисповедание и како концепт за тоа што е човекот и како треба да функционира човечкото општество. Човечкото општество ги пресликува овие идеали. Не секогаш веднаш. За некои работи требало многу време да се променат. Робовладетелството се укинува доста брзо. Но потоа имаме пројави на робовладетелство. Нели во Соединетите држави, на пример, имаме расна поделеност и така натаму. Ама самата идеја дека ние сме сите еднакви пред Бога, барем во контекст на нашата, на европската или нели европската и американската култура, на оние култури кои што потекнуваат, кои што доаѓаат од тој христијански културен простор, тие идеи доаѓаат од христијанството. Не доаѓаат од некое друго место. Потребно е време, понекогаш биле потребни векови тие идеи да ферментираат, да се пројават во историјата, но нивниот извор е Евангелието. Ве молам поправете ме ако грешам, меѓутоа јас од она што сум слушал, на пример, пред појавата на христијанството, сето она што сега го сметаме да речеме како за цивилизацијска придобивка, некои тие особено сексуалната револуција и да речеме слободата во избирање на некој сексуален партнер, тоа се гледа како нешто што е ново, меѓутоа тоа постоело пред појавата на христијанството. Тој некој семеен живот кој е одлика на едно цивилизирано општество е формулирано токму со Евангелието. Дефиниција на семејството како заедница меѓу еден маж и една жена вие имате уште во грчко-римската култура. Во римската култура го имате дефинирано строго. Но начинот на кој што тоа се вообвикува во контекст на христијанството како света тајна или мистерион. Христијанска мистерија. Го кажам зборот мистерион затоа што тоа е старогрчкиот термин за света тајна. Така. Добива сосема друга димензија, сосема друго значење. Заради тоа што човекот се гледа како заедничарско суштество, суштество создадено за заедница, не само за заедница со други луѓе, туку и заедница со Бога. Тоа е многу интересно да се читаат христијанските автори, философи, свети оци, теолози како зборуваат за овие теми. Заради тоа што ние многу често оваа тема ја гледаме, нели, дали за брачноста, дали за темата што ја спомна за еросната љубов и така натаму, ние ја гледаме секогаш површински, како некаков видлив надворешен феномен.
тие феномени ги гледаат како длабоко духовни, не само психолошки, туку и духовни феномени, и кога се зборува за љубовта, за божествениот ерос и така натаму, зборот ерос доаѓа, нели зборот еросно, еротско и така натаму, нели, тоа е коренот филолошки на тие зборови. Тие зборуваат за една теологија на еросот, например, која што денеска на човека не би му била на крај памет да му текне. Но вие зборот ерос во контекст на теологијата го сретнувате кај многу светиоци, го сретнувате кај Свети Максим Исповедник. Значи воопшто не е табу тема, тоа не е нешто што се потиснува, не е нешто што попрво се преобразува во зависност од призванието и статусот во кој што живее и функционира човекот. На еден начин се артикулира и се преобразува во контекст на бракот, на друг начин се артикулира и се преобразува во контекст на монаштвото. Таму па е многу интересно. Така што тоа се безброј теми за кои што има многу што да се каже, доколку човек се, како да кажем, доколку постои отвореност да се разговара за нив. Да. Па точно некако не знам, секогаш кога ќе се спомене богословски факултет, богословија, црква, па дури ете во академските кругови и помеѓу студентите, тоа е сепак постои некој да речам некоја дистанца помеѓу другите факултети и богословскиот факултет, помеѓу другите студенти и студентите кои на богословија. Но ете, само преку овој разговор, мене ми се променија многу нешта кои не сум ги разбирал. Например, дека црквата гледа хиерархијата како, мислам, високата позиција во хиерархијата како поголем степен на служба, дека идеалот е некаков вид на, поправете ме ако грешам, ама се поголема жртва за другите. Така што кои се други некои да речеме недоразбирања, некои дилеми кои се неразјаснети општо кај луѓето и зошто од каде потекнува таа да речеме нелагодност кога се споменува црквата во општиот разговор кај луѓето. Јас само би спомнал нешто, па би го префрлил малку и кај Ангел, би било интересно што ќе каже тој на оваа тема. Да. Значи, изминативе колку години, веќе 5-6 години, јас сум продекан за наука и меѓународна соработка на Богословскиот факултет. Една од главните работи за кои што се залага в целиот овој период беше умрежување, па дури и пред да бидам продекан, за умрежување на Богословскиот факултет со другите факултети, особено членките на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Имаме еден настан годишен кој што го организираме секоја година, се вика Свети Климентов научен собир, се одржува точно околу Свети Климент празникот во декември, кога ни е патрониот празник на факултетот. И на тој научен собир гледаме да поканиме секоја година представници од една, друга, трета научна област со кој што имаме некакво заедничко поле, некаков пресек на активностите на интересот, на научниот интерес. Особено беше интересно пред ковидот, кога дојде ковидот, почнавме со онлайн форматот. Се надевам лани дека беше веќе последната година со онлайн и дека годинава ќе имаме убава стандардна класична конференција по сите нишани како што беше и пред тоа. Каневме, например, имавме една година, големо присуство на колеги од Институтот по историја. Затоа што темата беше поврзана со историјата. Потоа имавме од Филолошкиот факултет гости, зборува и нашите професори, зборува професори од таму. Имавме од филолошкиот, од философскиот факултет, имавме музиколози и така натаму. Значи, тој настан, психолози, служеше и служи за таа дистанца колку што е можна повеќе да се намали. Тоа што јас ќе речам, таа дистанца не е природна. Од првите зборови што ги кажа во долгиот вовед пред малку, дека Богословскиот факултет е органски дел на еден универзитет,
Па до сега мислам дека тоа е насоката во која што говорам и во која што аргументирам, дека таа дистанца е попрво како да кажам, вештачки предизвикана. Не е природна дистанца, нема потреба да ја има. И точно на овие собири гледаме дека има еден фантастичен пресек, една фантастична област во која што ние можеме да дискутираме, во која што ние можеме заедно научно да работиме. Не мораме секогаш да се согласиме. Може да се отвори дебата, може да не се согласиме. Да. Значи, има простор за еден таков диалог, за една таква размена. Заедно со тоа, покрај тој научен собир на Богословскиот факултет, организиравме на 2 пати со еден колега од Философскиот факултет, професорот Солунчев, организиравме еден настан кој што се викаше Христијански философски форум. Така. Под покровителство на Философското друштво на Македонија беше првата година, првиот пат, тоа беше 2017-18. И минатата година повторно го организиравме. И проектот имаше за цел да отвориме дискусии во кои што професорот Солунчев и јас ќе бидеме домаќини, а пак ќе имаме по двајца плюс гости од различни области со кои што ќе разговараме на теми кои што ќе бидат на некој начин поврзани, на еден или друг начин поврзани со теологијата. Сме имале досега дискусија за архитектурата, сме имале за точно за темата што значи да се раководи и да се биде да се биде повисоко во хиерархијата. Така. Избиравме старогрчки зборови по еден термин, философски термин, и врз основа на тој термин се градеше дискусијата. Ова беше, например, архе, кое што значи начело, принцип, нели, тука доаѓа хиерархија. Така. Потоа имавме тема за, многу интересна беше една дискусија во која што говоревме, темата се викаше патер, каде што доаѓа патерналистички, патриархат и така натаму. Имавме за гости, ни беше владиката Климент Хераклејски, и друг гостин ни беше професорката Катерина Колозова, која што се занимава со феминистичка теорија. И се отвори една фантастична дискусија во која што се надополнувавме, не се согласивме за се, ама за многу работи, па на големо изненадување, нели, на публиката и на дел од учесниците, па се согласивме. Така. И таа размена е многу важна. Таа размена вреди злато, за да разбереме дека преградите кои што ги имаме не се најчесто не се реални. Да. Најчесто не се реални, немаат покритие и нели ако за нешто дури не се согласиме, или она што не обединува е способноста наша да диалогизираме, способноста наша да дебатираме, да аргументираме, критички да размислуваме на едно, на друго, на трето прашање. Земајќи ја предвид и нели современите нешто, современата ситуација, земајќи ја предвид традицијата, минатото и така натаму. Така. Значи ова е дел од тие активности што во кои што јас сум земал учество и сум ги организирал, кои што ги користам како илустрација за да покажам дека таа оддалеченост постои само доколку сме пасивни, доколку си ја прифатиме како некоја даденост априори, но ако се ангажираме и се обидеме да демистифицираме, ако се обидеме да деидеологизираме, ќе видиме дека таа не е реална и дека не е тука место. Тука доаѓа иницијативата. Да. Како се чувствуваш ти по однос на ова прашање, во однос на другите студенти, дали чувствуваш некој јаз, дали се чувствуваш како да ти недостасува нешто бидејќи не си дел од некој, да речеме, технички факултет или општествен или факултет од општествената област, или пак тоа воопшто не воопшто не ми пречи, затоа што ние сме во светот. Ние сме тука и ние постоиме. Значи ние сме реалност и тоа треба да го прифатиме сите и да влеземе, како да кажем, во еден таков диалог, да се запознаваме. Во однос на она што отец Милан го спомна, можам да се надоврзам дека нашиот факултет има покането гости, има кои што предавале меѓу Гюнифе и
професорот Владета Јеротиќ, кој што За оние прекрасен- што знаат. да, прекрасен професор, имаше Огромен прекрасно академик. предавање. Да. Пред скоро еден месец имавме професор од Оксфорд, кој што ни Така. говореше за една тема за етика и за морал. Пред една недела имавме професор од Софискиот Богословски факултет. Воедно работиме сега и со ИКОМОС за мониторинг на црковното наследство. И ние гледаме дека ние сме вклучени секаде. Постои тој стереотип дека ние пак сме таму последните, ама како што каже Отец Милан, така треба и да биде. Кој сака да биде прв, ќе биде последен. Значи ние од Така. таму ги почнуваме работите. Значи од последните ќе им служиме на сите, што и да треба. Така да, секој момент, особено за ова поднебје, за нашава држава, да се гледа, не знам, одвоено од црквата и незамисливо. Просто да споделим. Доаѓа турист. Каде го носиме? Од цркви и манастири. Тоа е нашата Да, историја. да. Разберете. Дали од архитектонски, дали од духовен, дали од, не знам, уметнички или било каков. Да. Значи, црквите ни се богатството и не само на ова држава, на овој народ. И Да. тоа е историја, тоа се векови. И ние ќе видиме дека тие живееле и функционирале прекрасно. Ние имаме увид дека, не знам, во станијата, дека, не знам, сите случувања во историјата биле независни од црквата. Не точно е тоа. Че црквата била актуелна, жива за сите проблеми. И тоа од секогаш, не само и на ова поднебје. Да, Значи, да. видиме во сиот православен свет дека црквата била застапена. И тоа го согледуваме и денес. Црквата не може да биде, не знам, модерна. Таа треба да биде современа, што ќе ги отвара современите проблеми. Да. Човекот се менува, различни се согледувањата на светот. Нели прашањата за биоетика и така натаму, со Се новите отвара, технологии, новитети, кои што црквата, и те како треба да даде свој коментар, да даде свој приденос колку што може во однос на сите световни прашања, затоа што ние сме тука. И како да ви кажам, тоа е многу интересно дека ние во црквата функционира на една територија. Државата или црквата го раководат истиот народ. Не е тој посебен народ. Да. Значи, апсолутно. јас сум македонец, меѓутоа јас сум христијанин. И се што зарем нема да ја почитувам државата или обратно. Разбирате? И не треба да се појавува некоја тоа подвојување на личноста, па сега ние дека мора да, како да кажам, Да бидеме и дел од црквата и дел како може од тоа? Па не е светот. чудно тоа, ние сме вклучени во сето тоа. Да. И единствено така можеме да растеме. Тоа го согледуваме во соседните држави. И треба да земеме пример од таму. Точно. Воедно, како што спомна и Отец Милан, ги спомна Свети Кирил и Методи. Значи, Крај. воедно и Свети Климент, значи, кај не биле? Па и просветителите тука Тоа е што действуваат просветителство. во келините училишта. Сето тоа е врзано со црквата. Да, невозможно е навистина да се перцепираме себе си надвор од Не можеме да зборуваме за писменост, за азбука, без Без Свети да Кирил и зборуваме. Методи, Да. без Свети Климент. Да. Тоа е незамисливо. Да. А не можеме да зборуваме и за наука без да зборуваме за писменост. И па тоа е најголемиот проблем што често нам ни се случува кога сакаме некоја историска личност, црковна конкретно, да ја согледуваме чисто од научен аспект без да согледаме црковниот, дека тој сепак е човек на црквата. Без разлика кој да. Тоа е најголемиот проблем ни. Знаете како да ни се како на еден човек да му се одделува еден дел од неговото тело, што е органско. Да. Не е возможно, делумно, да се согледува не. подвоено. Не, навистина. Навистина е така. Дали, има и, тоа е чест аргумент, да речеме што сите го спомнуваат дека, не знам, дека црквата е таа што палела на клада, дека црквата е таа што
забранувала учење, не знам, средновековието се гледа како некој темен период кога прогресот бил буквално гнетуван, дека црквата водела свети војни. Дали е тоа вистината, дали е тоа вистинската историја на православната црква? Конкретно за ова прашање, нели, нешто и претходно, пред да започнеме со интервјуто, начнавме, а само ќе се надоврзам на тоа дека црквата во своето учење и во она што таа е љубов, таа ги собира сите. Во таа љубов, таа не е против никому, таа е за. И тоа е основниот фундамент од каде што треба да почнеме и така да ја разбираме црквата. Воедно и самиот триипостасен Бог. Ние го разбираме како љубов. Тоа е името за Бога, како што кажува Евангелието. Црквата е за. И за нации, и нека има и за разни заедници, но сите ќе се собираме на едно исто. Разбирате? Едно и исто ќе биде литургијата, таму ќе се собираме. Конкретно, низ историјата имаме таков период, кој што во световната историја е именуван како, нели, темен период, темен век. И за жал тоа е историја, тоа е вистина, не можеме тоа да го негираме. Тако сум понарав да се ограничам веднаш дека тоа православните не го правеле, значи самата православна црква и православното учење се застапувало за тоа да се држи до верата и до учењето предадено од апостолите. Онака како што Христос им го предал на апостолите, од апостолите на отците, така и продолжуваме и денес. Една е верата. И како вели апостолот, нема ниту јудеец, нема ниту елин, нема ниту машки, ниту женски пол, се едно во Христа. И сега јас, ако те перцепирам тебе како Божјо создание, а при тоа те убијам, јас значи не го почитувам пред се Творецот. Не, директно нема како едното со другото да е, нема. И тоа е многу голем проблем. Не се, да. И православната црква никогаш не ни познавала за агресија. Воедно таа ги трпела сите методи на агресија од световните власти. Ги трпела, но секогаш и се уште ги трпи, но секогаш смирено ги поднесува. Затоа што таа е присутна во светот, како што претходно кажав, таа е присутна, некогаш го кажува својот глас, но таа живе и таа постои. И како што Христос му рече на апостол Петар, додека нема ниту вратите на пеколот да ја надвладеат црквата. Така да црквата кој сака да разобличи, да ја разоружи, нема да успее за тоа, затоа што гарантот не е човек. Гарантот е Богочовекот Христос. Токму во тоа се согледува се она што е црквата. Ако црквата единствено е како љубов, односно таа е љубов, и така действува, ние согледуваме дека таа низ историјата до ден денес така и постои. И тоа е целата смисла. Воедно, самата литургија како еден најважен момент од нашето богослужение. Колку пати ја го слушаме зборот љубов. Колку пати свештеникот или настојателот кој што служи вели мир на сите. При крајот од литургијата велиме со мир да излеземе. Сега, ако тргнеме од таму како што претходно кажав, од едно исто, од тоа на литургијата да се собираме, ние нам нема да ни биде природно да го мразиме другиот. Затоа што ниту нам како создание, како битие, не ни е вкоренето да го мразиме другиот. Да, не, ако тоа се вистинските начала на црквата, секој што го прави тоа автоматски не е дел од неа, зарем? Види, самиот морален закон кај нас, совеста. Секој знае дека не треба да убие. Совеста го изобличува тоа. И военно и тоа. Точно. Така да, црквата тргнува тој фундамент дека
ти, јас, ние човекот сме Божјо создание. Ние сме лик, икона на Создател. И за нас тоа е најважно. Другиот да гледаме како икона на Божје. Тоа е најважниот дел. Ако ние така ги согледуваме другите, или во православниот начин на живење, другиот да го гледаме како Христос, ние така ќе се однесуваме. Воедно и претходно темата што ја говоревме за хиерархијата добива смисла. Дека ние на другиот служиме, а не да му судиме, да го починуваме, да го поробуваме. Да. Точно. Која е улогата, отец, со која се здобиваат оние кои го завршуваат богословскиот факултет? Која е вредноста која носат во заедницата? Кое е нивното место? Се сконцентрирав малку на претходното прашање, така што малце ќе одговорам на него. Апсолутно. После ќе прескокнам и на ова, бидејќи сметам дека убаво и од перспектива на историјата да се одговори, да се разгледа тоа прашање. Интересно е дека богословскиот факултет е реално интердисциплинарен и за тоа ќе биде одговор на второто прашање. Така. Е тоа што ние учиме многу различни области, јазици, историја, педагогија, философија и така натаму. Значи повеќе области се покриваат. Во факт е дека многу често од сите овие убави нешта што ги изнакажа и што ги представи ангел, низ историјата на христијанството ние ќе видиме многу отклонувања. Прашање е како ќе ги разбереме и дали врз основа на тие отклонувања ќе градиме некаков идеолошки наратив или ќе се обидеме контекстуално да ги исчитаме и да ги разбереме. Во западното христијанство, особено на запад, ние имаме многу спорни историски точки, или славната или неславната инквизиција, Така. за која што знаеме сите, сме го чуле зборот, постои Да. како историски факт. Да. Имате крстоносните војни, ги имате запоставените, но страотни религиозни војни во Западна Европа меѓу протестантите и римокатолиците, истребувачки војни. И ние не можеме да ги игнорираме тие нешта. Ги имало во историјата на вистина. Способноста на човека да ги оправда лошите нешта кои што ги прави е бесконачна. Човек може во се да најде за секоја работа, мислам дека може да си најде оправдание, начин како да си ја смири или попрво да си ја умртви совест. И ова е голем проблем на теологијата, прашањето за јустификацијата, прашањето за оправдание. Не сакам ова што ќе го кажам да звучи како јустификација, но сепак е историски факт кој што мораме да го земеме предвид, дека најдраматичните изрази на ваквите отклонувања од евангелскиот дух на љубовта, ние сепак ги немаме во контекст на источното православното христијанство. Ги имаме во други традиции, кои што нели исто се именуваат како христијански, но православното христијанство ние немаме, барем немаме така институционализирано спроведување на вакви. Да, Значи, вие немате инквизиција, вие немате крстоносни војни организирани од самата црква. Да. Вие немате религиозни истребувачки војни организирани од самата црква. Во голема мерка заради тоа што државата се грижала за таа сфера, конкретно за војската, за тие нешта, така што црквата воопшто немала такви ингеренции да организира такво нешто. На запад имаме друга ситуација каде што црковниот поглавар истовремено има и световна власт. Во православната црква црковниот поглавар нема световна власт, никогаш ја нема. Не може да има. Во смисол на некоја политичка функција. Зборот политички е многу, ајде, го користат сега тој израз трики. Така, термин. така. Политичка во смисла на партиска не, ама политичка човекот е зоон политикон. Според Аристотел, човекот е политичко битие. Вие не можете да ја абстрахирате
црквата и црковните личности од политичкиот живот на полисот. Така. Односно, нели, на општеството Така, во кое да, што живееме. Не може да се абстрахира. Фантастичен пример за луѓе кои што биле вклучени во таквиот, во оваа смисла политички живот, ви се Свети Кирил и Методи. Да. Значи, пак ние образецот го имаме кај нив. Нивната мисија има своја политичка димензија, ама не партиско-политичка како што ние денес ја именуваме, Апсолутно. туку политичка на едно многу поинакво и поопшто и поуниверзално ниво. Да. Ние тоа го имаме и денеска на ниво на црквата. Нема зашто тоа да го кажеме, да се абстрахираме од тоа. Тоа исто тоа на што го зборуваше Ангел за тоа дека ајде сега нека се абстрахира некоја личност, црковна личност, да представиме како просветител. Еве, сега неодам на канонизираниот Свети Кирил Лешочки или Кирил Печиновиќ, кој што македонската стандардната секуларна историографија се обидува да го представи како некој голем поборец за писменоста, поборник за писменоста, истовремено да минимизира неговата црковна ипостас, неговата црковна улога како монах. Тие две работи одат заедно, не можете да ги поделите да се отепат. Исто така, вие имате луѓе кои што биле политички многу активни и кои што чија политичка мисија не може да се абстрахира од нивната црковна мисија, ама не световно политички, како да го наречам. Па тој израз црковна политика не е многу среќен избор, заради тоа што повторно е неразбирлив. Се мисли дека тоа е некаква црковна страна на световната политика. Не, сосема поинаку функционираат нештата. И убаво еве, времето не ограничува да збориме долго за ова, но убаво еве тие разлики да се постават сега како може би некој ќе го заинтересира да каже, чека, сакам ова да го проучам, сакам да видам што е ова чудо, како тие нешта се разликува. Основата на философијата, на Аристотеловата философија, се разликите. Да се разликуваат поими еден од друг. Да се разликуваат концепти еден од друг. Разликата, диафора на старогрчки, е основен термин во критичкото мислење. Вие не можете да размислувате критички ако не правите разлики, ако не ги откриете разликите во оние нешта кои што до тој момент сте ги сметале за идентични. И тоа е едно од работите што ги работиме кај нас. Сега се враќам на прашањето што го поставивте после. Богословскиот факултет, што добиваат студентите со Богословскиот факултет? Добиваат една многу широка наобразба. Исклучително широка, она што денеска се именува интердисциплинарна. Ви имате неколку јазици, пред малку ги набројав кои што се учат. Имате неколку предмети по историја. Имате философија, имате систематско богословие, имате патрологија која што е де факто историја на богословието, имате црковно право. Имате правен предмет. Имате литургика, историја и поредок на богослужението. Имате христијанска педагогија. Имате, ајде уште некој црковно пеење. Црковно пеење. Врска со музиката имаме. Има една многу широка, едно многу широко поле составено многу фронтови на кои што творечки теологијата се среќава со различните науки. Зошто е ова добро? Затоа што ако вие го истражувате како историчар, да речеме Свети Константин философ, ако вие само од историска перспектива го истражувате, вие на суштествената димензија на таа личност нема да ја обрнете доволно внимание. Теологијата служи да можете да разберете. Теологијата ви дава херменевтички клуч како да го разберете делото на еден куп црковни интелектуалци во историјата на Македонија или општо православната, светската, европската, како сакате, историја, без кој што херменевтички клуч, разбирањето на овие личности ќе биде многу редуктивно, недоволно ќе биде. Нема да ги разберете целосно. Карактеристични зборови кои
кои се употребуваат. Значи имате во фантастични живот. научници, имате академици што својот живот го посветиле на истражувањето на средновековната историја и така натаму. Ќе видите, леле, овој човек ништо не разбрал, затоа што не ја чепнал теологијата. И Така. малце да ја познава теологијата. Ние имаме еден сега веќе покоен, за моја голема радост, академик кој што го познавав, наш Петар Илиевски. Не знам дали на некој од вас може би ви е познато како име. Тој има Не. теолошка наобразба. За време на Втората светска војна тој студирал теологија во Софија. После тоа доаѓа во Македонија, станува класичен филолог, станува соработник на големиот Михаил Петрушевски на класична филологија, се занимава со некоја многу интересна специјализирана научна област, микенологија, за Микена, древната Цивилизација, Микена, Да. микенската цивилизација. Човекот е еден од врвните македонски научници кои што сме ги имале. Кога тој говори за Свети Кирил Лешочки, кога тој зборува за средновековната македонска црковна историја, култура, уметност, писменост и така натаму, вие гледате дека тој ја има таа теолошка позадина, дека тој ја разбира и таа носечка димензија. Така. Кога вие го немате тоа, вие зборувате за надворешноста, за школката, а внатрешноста просто ви е скриена. Колку и да сте подготвени, вие може да сте врвен научник, но таа димензија, теолошката димензија останува настрана, таа е носечка. Да. И заради тоа теолошкиот факултет нуди една многу моќна научна перспектива за да можеме да се занимаваме со сите овие науки. Теолошкиот факултет може да биде основа за лично што сака после да се специјализира во било која од овие понатаму области. Вие можете да почнете со теологијата, тоа е мојот пат. Јас почнав со теологијата, јас дипломирав, завршив теологија, а после продолжив со философијата. Јас се специјализирав во философијата за време на моите магистерски студии во Софија, за време на моите докторски студии во Германија. Јас специјализирав философија, повторно средновековна византиска философија, Така. и од тука се вратив на теолошкиот факултет и ги предавам тие предмети. И многу интересно да имате едно такво движење доколку сакате да се занимавате со наука. Го кажувам ово од перспектива на теолог кој што се занимава со теологијата и философијата научно. И е нешто што многу ни е потребно. Ни се потребни млади луѓе кои што ќе се посветат на овие дејности како научници. Така. Воедно ќе се надоврзам, извини, на тоа дека она што го каже отецот, потребно ни се млади, дека имаме многу теми, многу правци кои што би требало да ги отвараме. Тука влегува иконописната школа, чи за жал на нашиот факултет се уште не е отворена, по манастирите се негува во Македонија. На другите богословски факултети во другите држави тоа се негува. И предаваат воедно и професори кои што се од ликовна уметност или од други факултети. Разбирате, тоа е една поврзаност. Да, тоа го зборувавме со другите факултети. Значи да. има таква поврзаност или не знам од право. Земете го архиепископот Гаврил. Тој прави прв превод на Библијата, македонската Библија. Македонски, Значи да. тој е филолог. Апсолутно. И он од таму тргнува да слови за теологијата. Да. И значи имаме теми кои што можеме многу да ги отвараме, така да потребни се млади кои што сакаат, кои што би требало да се специјализираат. Конкретно имаме потреба за реставрација на иконопис, на конкретно и за пеењето имаме потреба. И за другите науки, црковно право, претходно ја спомнавме темата за биоетички прашања, имаме и текаков насушна потреба за црквата да даде колку што може попрецизен, многу поаргументиран одговор, правен, кој што
ќе знаеме зошто и како црквата е согласна или не е согласна. И ние ги имаме такви, кои што веќе завршиле дали световно право и после доаѓаат да предават и на теолошкиот факултет, така да тоа како што каже и отецот, тоа е многу голема гранка, многу голема област што влегуваат многу области и човек може просто да се изгуби во сето на тоа внатре. Да. Ете како некои заклучни зборови, бидејќи веќе сме на рамка да станеме досадни. Јас би сакал да споделам вака што ми остана мене од овој разговор, а тоа е дека нели со сите факултети овој проблем беше најизразен со факултетот за ликовни уметности, меѓутоа со сите факултети секогаш прашањето што го поставуваме е кое е нашето место како дипломирани студенти, кое е нашето место како млади луѓе кои сме се стекнале со способности од некоја област, кој е потоа односот наш кон другите луѓе, која е вредноста која ние ја носиме на општеството потоа и на луѓето околу нас, со што им помагаме, која е вредноста која носиме и по начинот на кој е уреден, нели, на кој е уредено целото општество, добиваме некако вид на паричен надомест кој ни овозможува она време што сме го поминале работејки, да можеме потоа да си овозможиме, нели, храна, дом и така натаму и други потреби или задоволства. Така што за мене овој начин на гледање на другите луѓе и на самиот себе, овој начин дека бидејќи секое изучување, секое образование, да речеме, ете јас сега сум намислил да добијам диплома од тој факултет заради тие и тие причини. И цел тој процес е врзан со многу бројни односи со другите луѓе, така што секој качување на некоја таква хиерархија, утре јас ќе бидам академски граѓанин со додипломец или со магистратура или со докторат, сето тоа ме става на некое ниво на таа некоја хиерархија во однос на другите луѓе и врз основа на тоа сум платен по способноста, но токму ова разбирање на нештата, дека колку повеќе се образуваш, колку повеќе се качуваш на таа хиерархија, толку е поголема твојата одговорност кон другите луѓе, толку е поголема службата која треба да ја дадеш, толку е поголема жртвата. Значи јас како некој, ете да речеме, условно кажано, докторант или професор или научник или програмер, мојата улога е секогаш да им служам на другите. Мојата улога е секогаш својот капацитет, својата енергија да им ја посветам на другите. И токму мислам дека во ова разбирање лежи клучот за многу дилеми кои ги имаат, да речеме, денес нашите колеги од сите факултети. Тука лежи некој одговор на нешто што мислам дека сите го чувствуваме, но никогаш не ни било образложено, дека токму тука лежи одговорот и клучот за која е нашата улога утре во општеството и во однос на другите луѓе. Сите овие дипломи, сите овие способности се само начин на кој што им помагаме на луѓето околу себе. Доколку мислите дека имате уште нешто да кажете, да им порачате на младите гледачи, ова е можноста. Последната шанса. Може би и предпоследната. Мене секое кажување вака ме поттикнува, нели, во некоја насока да ја приведам, да насочам дискусијата. Еве, нека биде ова последната насока во која што ќе го направам тоа. Светот во кој што живееме, вредностите на денешното време, кои што многу често се именуваат со тој избиран термин консумеристички или потрошувачки, се голем предизвик за високото образование воопшто. Тоа е еден од големите предизвици на самиот универзитет, на нашиот универзитет Свети Кирил и Методи.
гледањето на универзитетот како некаква услужна институција, каде што нели се стекнува одредена способност за после тоа да се работи нешто што ќе биде после тоа исплатливо, е една перспектива која што не велам дека не е легитимна, но перспектива која што ако е единствената не ограничува и не онеспособува за научна работа. Да. Зошто? Затоа што научната работа е подвиг, научната работа е аскеза. Користам тој теолошки термин. Заради тоа што секоја работа, сакате научна работа, сакате спорт, сакате било која творечка дејност што ја правите, уметност, музика, е подвиг. Човек мора да лезе во таа аскеза, подготвен да се даде целиот себе си, за да може да стекне, да дознае, да спознае нешто што е отаде сите тие опипливи нешта кои што потрошувачкиот начин на мислење ги си ги посакува. Априори ги прифаќа како посакува. Да. Реков, тоа е голем проблем. Во Германија постои една поделба меѓу универзитетите и високите школи. Кај нас таа поделба нема. Они ги нарекуваат Hochschulen. Тие се практично насочени да човек стекне одредена способност да работи некоја работа. Например, ако студирате музика, во високата школа учите како да вршите некоја, да свирите некој инструмент, например. Додека на универзитетот вие ја учите теоријата, ја учите принципите на музиката, ја учите, нели? Да. Така и за повеќето од науките. На едно место се учи науката, на друго место се учат оние нешта што ги именуваме како вештини или денеска скилови. Така. Англиско-македонски јазик кој што се повеќе и повеќе се користи, кој што понекогаш нели соблазнува, особено луѓе од мојата и постарите генерации, а понешто симпатичен, мене не ми пречи толку многу. Треба да се направи разлика меѓу тие две нешта. Универзитетот не е институција која што треба примарно да понуди скилови. Универзитетот е институција која што треба да понуди наука на луѓе кои што сакаат да ги спознаат нештата во областа која што им е блиска. И економијата е наука, и правото е наука, и историјата и философијата се науки. Да не зборам за природните науки. Да не зборувам за природните науки, колку се тие интересни и колку се предизвикувачки за оние што се занимаваат со нив. Неверојатно. Секако тука и теологијата. Теологијата може да помогне човек да ја промени перспективата на која што гледа на образованието. Да не го гледа како нешто што е употребливо за да се оствари некоја социјално, како да кажем, општествено наложена, да се оствари некој општествено наложен стандард. Да имате работа, да бидете да бидете успешни, да заработувате толку и толку, да бидете на не знам каква позиција и така натаму, туку да го засакате подвигот на науката како таков. Теологијата може многу да помогне за да се вратиме на колосек. На колосекот на научниот труд, на научниот подвиг, на научната работа. Заради тоа што научи што значи да се подвизуваме, односно да бидеме во подвиг, во аскеза. Секако тоа не го прави сама, тоа го прават и треба да го прават и другите членки на универзитетот и го прават колку што ни е силата во денешно време тоа да го правиме, секогаш може подобро, но теологијата е нераскинлив дел од тоа нешто и од разбирањето на универзитетот на овој начин како што го опишев. Ми може многу да придонесе кон овие нешта за кои што говорим. Ете, со овие зборови би завршил јас. Така. Крајно би завршил со тоа дека теологијата како наука воедно и поради тоа што е присутна и на јавниот простор се разликува од другите факултети. Единствено во тоа што она што го учиме
она што се учи, што се предава, може вистински и целосно да се разбере единствено доколку се живе. Не можеме да зборуваме за пост, да ги исчитуваме од сите, да зборуваме за причестување, а да не го живееме тоа. Па и за се друго. Именно. Имаш и Именно. програмири за начин, Ни- но имаш и вистински софтверски инженери. Така, Да. колешката ќе потврди. И Навистина. значи тоа ни е особен белег. Значи ние не можеме подвоено, значи да пристапуваме, не знам, научно само кон Да. теологијата. Да. Што стерилитет е тоа. Тоа е оној збор преска што го спомнавме, ерос. Аха. Да се има стремеж на љубов кон науката, кон откривањето, кон Да. спознанието Да. на светот во кој што живееме, Мгм. нели, и од аспект на теологијата на Творецот и устроителот на тој свет. Так. Но баш е тоа зборот кој што се користи кај философите и отците на црквата, баш ерос, кон познанието. Многу интересно. Голема благодарност за поканата да се биде дел од овој подкаст. Се надевам дека оние што ги следат вашите подкасти ќе им го привлече вниманието. Ние како факултет стоиме на располагање за сите прашања, за сите на секоја иницијатива за разговор, за информирање во врска со факултетот. Така што и јас како наставник и продекан и персоналот се тука во факултетот секогаш достапни да можат да им помогнат на заинтересираните потенцијални студенти околу програмите, да ги видат детално, околу процесот за запишување, подготовката за приемен испит и така натаму. Така. Благодарност уште еднаш. Ви благодарам и на Благодарност двајцата да ја многу. служи во разговорот и како што рековте се надевам дека ова ќе си ја најде својата употреба и своето место. Благодарам. Благодарам.